Значи на моята дискусија, која што беше на почетокот, реков на вистина од презентацијата добив доста емоции кои ќе се расплаче. Ама сега ако почна да ве слушам, на вистина да дојде до плачење од радост. Како го браневте буџетот, како го браневте трошењето на пари, значи просто човек да ви се изачу, да ви се диви. Ај ќе почнам со ред. Пев неколку пати, поздравителна форма споменат, това за дискусија беше спомената. Колежката Карапашовска спомна фирмарина. Значи, почнемо на вистина има зголемување од 3 милиони дена. Ще го видите. Меѓутоа, во 2011 година, то не сакате да укажувате, значи сакате тие бројки само што да одговарат, тие да ви кажете. Што не ви одговарат, што е зголемувате и што е борек, ќе окажете да сакате. Во 2011 биле 17 милиони. Хајде, готово. Значи, ако викаме, ова се од опозицијата со колега, со статистички податоци. Значи, аз реков дека не сакам да ги споредам минатите години, меѓутоа вие ме наведовте на тоа. 3 милиони денари зголемување во однос на претходната година. А што ако тука во една дискусија за една друга ставка, исто вака игра со бројки, доведувате дека не се наплатени минатата година некои останати поволување шофер, токму заради тоа е намалена ставката. Тоа беше за платна излишок или за ребаланс на буџет, не знам точно, че не се сеќавам, меѓутоа знам дека тоа што кажувате дека не е наплатено нешто од минатата година. А што ако сега исто да се случува овде, че граѓаните не платиле фирмарина, се претола во наредната година. Значи во 2013 не платиле, во 2014 е наплатено, има зголемување и вериме, навистина фирмарината е зголемена. Реалноста, колеги. Јас зборувам за реалноста. Колку фирми во Битола се затворени? Градското пазариште е цело празно. Јаните или се издава, или се продава. Новиот градски пазар, истата слика. Че каде да се свртиме околу нас, дојаните или се издават или се продават. Че нема, фирмите заминват. Нас ни замина младината, ни замина луѓето, градот е празен. Едва да имаме 60.000. Таа е реалност. Затоа и буџетот нема да се помни, затоа и пари нема да имаме, затоа нема да имаме ниту расходи, ниту приходи, ниту расходи. Таа е вистината. А зошто бега? Од Убајна? Ако е така Убајна како што вие ни презентирате денеска, ќе почнат да идат од другите држави кај нас, да бегат од тука. Значи тоа е на работа. Сега неколку други работи последователно што следат. Стана колешката да го брани Битфест. Абе немојте да го браните Битфест. Немојте. Значи јас знам дека некој ви рекол дека треба нешто да кажете, да одбраните, да напишете. Меѓутоа, Битфест е промашена инвестиција на Манчонито Таревски. Јавно говорам. Нема бенефит за граѓаните на општина Битола. Нема. Тие по 4-5 луѓе оние сликите што ги гледаат. Па појќе, имам од ова говорница кажано дека луѓе има појќе на автобуска постојка, колку што ние ги седат тие настани. А ние даваме огромни суми на пари. Анонимни некои анонимуси, некои уметници, музичари или било како се нарекува таму во ината слика. Почитувани колеги, најпрво треба да направиме инфраструктура, да си го редиме дворот, тек посеќа купуваме уметнички слики и усте. Ние правиме обратно, трошиме пари за ветери магазин. Еднаш сум го рекол, овој колку ме ќе го рече. Капиталните инвестиции ни ги нема. Ние се пагиме со зоолошката градина, се потрошиле некои средства таму. Че ме дементирате мене дека во зоолошката градина многу пари има вложено. Што има вложено? Од ова говорница има споменато, пак е повторно. Во едно селско двориште, ако одеме, ќе видиме повеќе животни колку што има таму. Значи ние му наплаќаме на дечината и на граѓаните, ние како родители, како речем баби, девоци, они таму што гледат, 5-6 животни и сето друго е на птици. Трета работа што ќе ја споменам. Не обедвате за патчина, улици, не знам какви реконструкции и какви работи. Почитувани колеги, таа е редовна работа, тие се редовни активности на општината, за тоа пошта општината, за тие со тоа се парите. Зашто кошта? Јас еве ќе ве земам на 3 места, кој сака со мене дека дојди ќе одиме на лице место, ќе одиме во Долно Ризари, ќе посетиме на улица да видите како изгледа, тоа го нема ниту во Ангола, ниту во Занзибар, ниту во Танганик, ќе одиме во Крклино, во една улица, ќе одиме во Караман.
Че во кое сакате село, ќе одиме да видите што се случи. Катастрофа е во луѓе. Јас не знам зашто се прави. Кои се тие краци што ги прават? Кои се тие асфалтни улици што ги прават? Спомена колешката и Васкера спомена. Дека направите улицата Прилевски, не знам кој там, колешке, таму пишува Европска унија. Значи средства од Европската унија. Многу е лесно да ви даде некои пари јас да направам. Вие дайте му пари на било кој од нас ки купи космички бродав и пари. Што ние нашите пари ја зборам за парите на Битола? Каде тие пари ги потрошат? Каде тие пари се трошат? Тоа е клучниот проблем. И ние затоа го повикуваме началникот Арески да дојде да ги отче. Да каже што со тие пари тој направи. Што видовме? Два кружни текови. Два кружни текови. Ништо повеќе. Ама ништо повеќе. Сега имаме обилни врежи на дожд, катастрофа по улиците. И вие одете. Си дојде. 4 некад, 6 некад. Колку пари дадат тие? Колкај се тие капитални инвестиции? Кај се инвестициите капитални што ние ги споменавме тука? Вие што ги предлагате во тие изборните програми на Тарески, во решенијата, во што нудете таму проекти, делата, уште еден куп таму имавте емитертери што ги носете, што ги делате на граѓаните. Се што имавте внатре предвидено. Кај се делат, дај да ги видиме. Јас сакам да ги видам. И нема тоа говорите да зборам, ќе речем алал да му е работа, локалната самоуправа работа на началникот Тарески. Меѓутоа стварноста е друга. И немојте да браните нешто што навистина не е така. Не е така. Јавноста знае, граѓаните знаат. Се занимаваме со некои работи. Спортот, колега. Споменувате спортот во бивша Југославија. Тоа е минато свршено време. Зборуваме за сега. Продажбата на футболски клуб Пенис е катастрофа. Резултатите нула. Средствата што ги одделаме уште помалку. Зошто тие пари плюс ето од Битвес нека се оддела таму околу се 20 милиони да му ги дајме на спортот. Сигурно ќе има бенефит. Ви гарантирам, да место 3.000 на градски стадион ќе има 6.000 луѓе. А овде каде на сите тие 270 настани колку ги набројавте, имаше знаете колку гледачи? 2.000. Роднините на тие што свираа таму. Само за илустрација можеше да ги споменам, имаше една индијанска музика пред тип застанат човекот на плюс 40 таму свиреше нешто тешко него. Па не знам колку пари му плати, па тој се плати и што свири. Никој не го гледаш. И ние видиме каков културен настан во градот. Голема некоја работа. Значи дајте, ќе ве молам, во иднина, сакам издржани проекти, нешто што навистина е создадено, кажете го, презентирате. А не доживамо вода дека ние асфалтиравме некои улички од 10 на метри. И шо ако асфалтиравме? Добрите работи на општината се ти. Уредба на некој парк, че таму со трева. Големата работа што се направи, многу пари.